Испратени да проповедаат. Тие што се испратени да проповедаат, не си угодуваат на себе, туку ја остваруваат Божјата намера и цел. Господ Исус пред да се замине од овој свет, ги овласти неговите ученици да бидат апостоли, кои ќе ја шират радосната вест на сите народи. Исус вели: ми се даде сета власт на небото и на земјата. Затоа, одете и направете ги сите народи мои ученици. Матеј 18 глава. Ќе го цитирам оној стих што е запишан во Исаија, а истиот ги цитира апостол Павле во Римјаните 10 глава 15 стих со малку поинакви зборови. Исаија вели: колку се прекрасни по планините нозете на гласноносецот на радоста, кој разгласува мир, носи среќа и проповеда спасение, говорејќи му на Сион: твојот Бог царува. Исаија 52 глава 7 стих. Павле вака го цитира: и како ќе проповедаат ако не се испратени, како што е напишано. Тоа се мисли на Исаија: колку се прекрасни нозете на оние што проповедаат мир, кои го навестуваат доброто. Бог избира такви луѓе во утробата на својата мајка. Пророкот Исаија беше повикан за таква служба. Чујте ме, острови, слушајте внимателно, далечни народи. Господ ме повика од мајчиното крило, уште од утробата на мајката своја. Тој го спомна моето име. А сега зборува Господ, кој уште од утробата ме направи свој слуга, за да му го вратам назад Јаков, за да се собере Израел. Се прославив во Господовите очи. Мојот Бог ми беше сила. Исаија 49 глава 1 и 5 стих. Друга старозаветна личност е Еремија. За Еремија се вели дека уште од утробата на својата мајка Бог го избрал за да биде во Божја служба. Во Еремија 1 глава вели: ми дојде Господовото слово. Пред да те вообликувам во мајчината утроба, јас те знаев. Пред да излезеш од мајчината утроба, јас те посветив за пророк на сите народи и те поставив. Во Новиот Завет имаме една таква личност која што зборува директно за својот позив од Бог. Тој е апостол Павле. Тој како фарисеј и ревносен за законот патуваше за Дамаск со намера да најде некоја христијанска душа и да ја предаде на Синедрионот. Тој не можеше ниту да сони што ќе му се случи оној ден. Наеднаш го осветли силна светлина и му проговори глас: Савле, Савле, зошто ме гониш? Откако се увери дека Исус е тој што му се јави, отиде кај Ананија. Ананија се плашеше од него, бидејќи знаеше колкави штети правеше на црквата. Затоа сакаше да го одбие. Но Господ му вели на Ананија веќе да не се плаши од тој човек, што им го земаше здивот на сите, зашто Павле е избран сад, Божји сад, за да го изнесе моето име пред народите, пред царевите и пред Израелевите синови. Павле во Галатјаните лично тоа го потврдува, велејќи: а оној кој ме избра од утробата. Да се биде проповедник, мисионер, пастир, тоа е голема обврска, задача и одговорност. Проповедник. Или, како што некој велат, пастор. Тој е повикан пред се преку Светиот Дух за служба. Павле тоа го потврдува без објаснување, бидејќи според него тоа е природно и разбирливо. Не може некој да биде на таа служба без повик од Светиот Дух. Затоа вели: внимавајте на себе и на целото стадо, во кое Светиот Дух ве постави за надгледувачи, за да ја пасете Божјата црква, која тој ја придоби со својата крв. Дела на апостолите, 20 глава, 28 стих. А во 1 Тимотеј, 3 глава, 1 стих вели:
Кој ревнува за епископство, добра служба посакува. Зборот епископ значи надзорник, надгледник. Проповедниците треба да внимаваат на себе. Што значи тоа внимавање на себе? Тоа значи да внимава на своето проповедање, тоест каква наука проповеда. Да не шири ерес или да не се управува според трендовите на светот и неосетно да се прилагоди на духот на времето, како што веќе има случаеви. Потоа да внимава и на квалитетот на неговиот живот. Во Тимотеј дадени се квалификации на проповедникот, каков треба да биде, и набројува. Да не е склон кон вино, кон ракија, да не биде воинствен, да не биде склон кон гнасна печалба, да не биде страстољубив и така натаму. Овие морални квалитети ќе ја возвишат неговата служба и ќе има авторитет и во црквата и во општеството. Грижа за стадото, тоест за црквата. Проповедникот треба да се грижи за стадото. Грижата за стадото за вистинскиот проповедник не е товар, туку радост и задоволство. Павле во Евреите вели: бидете им послушни на вашите водачи и покорувајте им се, зашто тие бдеат над вашите души како оние кои ќе одговараат за тоа, за да го прават тоа со радост, а не со воздишки, зашто тоа не би било полезно за вас. Евреите, 13 глава, 70 стих. Апостол Петар во 5 глава со ист нагласок вели: пасете го Божјото стадо кое е меѓу вас и надгледувајте го, не со сила, туку драговолно, како што Бог сака. Во Стариот Завет има една многу лоша слика за пастирството, каде што се осудува нивниот начин на работа. И вели: човечки сине, пророкувај против израелевите пастири, пророкувај и речи им: Господ Бог зборува вака: тешко им на израелевите пастири кои се пасат самите себе си. Не треба ли пастирите да го пасат стадото? Се храните со млеко, се облекувате со волна, колете дебели овни, а не ги пасете стадата. Не ги подкрепувате немокните, не ги лечите болните, не ги преврзувате ранетите, не ги доведувате назад за скитаните, не ги барате загубените, туку господарете со нив насилно и свирепо. И така, овците се распрснаа немајќи пастир и распрснати им станаа плен на зверовите. Тоа е запишено во Езекијел 34 глава. Петар, апостол Петар, тоа што го зборува најверојатно го кажува токму тоа што го рековме во Езекијел. Тие пастири или пастори, проповедници, што водат лошо, Исус ги нарече слепци кои водат слепи. Матеј, 15 глава. Работата на проповедникот или пасторот. Мнозина имаат мислење дека проповедникот треба само да проповеда во недела и меѓувреме некој библиски час и толку. Меѓутоа, покрај ваквата обврска, службата на проповедникот вклучува и посета на болни во разни институции, посета на затвореници доколку општественото уредување го дозволува тоа, библиско советување, разговор со студенти преку мобилни и други комуникативни средства, поуки за ученици во училишта и разни други општествени ангажмани. Но, најважно е да се грижи да има секојаш спремено убави проповеди кои се измолени преку молитва и има вложено труд во нив. Проповедникот не треба да се плаши поради своите одговорности. Кога Бог го повика Мојсеј да отиде да се представи пред фараонот за ослободување на народот, тој некако почна да се плаши или да ја избегнува одговорноста, барајќи наместо него да отиде неговиот брат Арон. Бог му рече дека тој треба да ја заврши работата. Библијата е полна со охрабрување на Божите работници. Пример за тоа е старозаветниот водач Јошуа, познат како Исус Навин. Само во 1 глава Бог 3 пати му рече:
Само биди одлучен и храбар, не плаши се. Во Новиот Завет, Павле на Тимотеј му вели да не се плаши, бидејќи Бог не ни даде дух на плашливост. Авторитетот што му е даден од Бог треба да му послужи добро да ја извршува службата. Кога проповедникот има закани од неверници, не треба да се плаши. Или кога доживува неуспех во нешто, не треба тогаш да се плаши, туку уште повеќе да го бара Бог. Стравот не дава успех. Сатаната, знаејќи ја оваа човечка слабост, работе на тоа со цел да нема успех во работата. Проповедникот не треба да бара слава, да сака да биде славен. Славата на сите луѓе им наштетува, зашто води кон гордост и вообразеност. Затоа Павле вели во поглед на ракополагање, треба да се внимава и да не се пребрзува со ракополагање, зашто ѓаволот може таквите да ги искористи и да им вметне во мислите дека се некој нешто и со време да паднат во стапица на лукавиот. Проповедникот не треба да биде материјалист. Понекогаш и често пати проповедниците живеат скудно и бедно. Тоа кај нив може да произведе желба, да бидат побогати и да бараат решение како да дојдат до поголем профит. Многу проповедници паднале на овој испит, бидејќи парите, доларите, им создале проблем да не можат да бидат задоволни со она што го имаат. Павле вели дека свикнал да биде и богат и сиромашен. Кога има добро е, кога нема пак е добро. Бог знае и ќе се погрижи. Важно е проповедникот да ја изразува својата доверба во Бог, без да подлегнува на таквите материјалистички искушенија. Петар ваквите искушенија ги нарекува гнасна печалба. Проповедникот треба да се чува од грев, од желби и страсти. Мојсей се откажа од гревовната наслада на Египет и повеќе сакаше да страда со Божиот народ. И со поголема желба сакаше да страда заедно со Божиот народ, отколку да се насладува за кратко време на гревот. Евреите, 11 глава, 25 стих. Мојсей можеше да ги ужива сите египетски гревови, исто како Соломон отпосле, но тој не го избра тој пат. Многу проповедници паднале на овој тест, но само ќе го спомнам Давид. Давид, кога ги виде сите победи наоколу, се воздигна, па почна да го посакува тоа што не му припаѓа. Ја зеде жената на Урија Хетитот. Тоа беше голем пат, голема трагедија. Проповедниците имаат искушенија исто како и другите, но не смеат да помислат дека треба да се впуштаат во некоја авантура, ни во мисли, ни во дело. Проповедникот треба да проповеда здраво учење или здрава наука. Неговото учење мора да биде втемелено само на Библијата. Неговото учење треба да биде темелно, без да остава простор за шпекулации или нејасноти во учењето. Многу е важно да не го разводнува учењето и да застапува, например, либерализам, ниту пак да биде крајно конзервативен, да наметнува култура која не се совпаѓа со времето во кое живееме. Од типот, мора жените марами да носат, мора нозе да се мијат и така натаму. Неговото проповедање треба да произлегува само од Библијата и да биде способен да ја пренесе Христовата наука точно. Апостол Павле во Тит 2 глава 7 и 8 стих вели: давајќи се во себе си како пример за добри дела, во науката нерасипаност, достоинство, здраво и безпрекорно слово, за да се засрами секој противник, немајќи што лошо да каже за нас. Пророците во Стариот Завет, оние кои беа вистински пророци, секогаш зборуваат така зборува Господ. Не смеа да додаваат на она што Господ им го објавил. Тоа исто го забележуваме и во учењето на Павле и на сите други апостоли. Тие се трудеа да ни го пренесат учењето од учителот како што беа научени.
Проповедниците во денешно време треба да се управуваат по истото правило. Зошто? Затоа само вистинското евангелие прави промена кај луѓето и ги доведува до сознание на својата состојба да увидат дека се грешници и дека Бог им искажува милост. Проповедникот за својата работа ќе одговара на судниот ден. И затоа Библијата вели: бидете им послушни на вашите водачи и покорувајте им се, зашто тие бдеат над вашите души, како оние кои ќе одговараат за тоа. За да го прават тоа со радост, а не со воздишки, зашто тоа не би било полезно за вас. Бог да ве благослови, почитувани слушатели. Амин.